Во срцето на Скопје се наоѓа едно место каде што природата и градот живеат во хармонија. Добре дојдовте во градскиот парк, омиленото зелено прибежиште на скопјани. Градскиот парк започнал да се уредува уште во 19 век, а низ годините станал символ на градот. Тука се среќаваат генерации, се одржуваат културни настани и се создаваат спомени. Во близина на паркот се наоѓаат и некои од најпознатите символи на Скопје, како што е зоолошката градина. Во зоолошката градина живеат повеќе од 500 животни од околу 85 различни видови. Тука може да се видат животни од сите континенти и различни климатски подрачја, па така некои од најпознатите жители се големи зверови, мајмуни и примати, птици, водни и мочуришни животни, како и екзотични видови. Зоолошката градина во Скопје е една од најпознатите и најпосетувани јавни установи во главниот град на Македонија. Се наоѓа во централниот дел на градот, во близина на градскиот парк и представува зелена оаза која се простира на површина од околу 12 хектари. Основана е во 1926 година, што ја прави една од најстарите зоолошки градини на Балканот. Во почетокот имала само неколку видови животни, но со текот на годините се проширила и се модернизирала. Тука е и Уна паркот во Скопје, кој представува едно од најомилените места за забава на деца, млади и возрастни. Тој е сместен во срцето на градскиот парк, окружен со зеленила и пријатна атмосфера, што му дава посебен шарм и го прави вистински простор за уживање во топлите пролетни, летни и есенски денови. Во градскиот парк се наоѓа и стадионот, познат како Национална арена Тоше Проески, и тој е најголемиот и најрепрезентативен фудбалски стадион во Македонија. Тој се наоѓа во срцето на Скопје, веднаш покрај градскиот парк, во еден зелен и пријатен простор, што со децении представува символ на спортот и културните настани во земјата. Изградбата на стадионот започнала по Втората светска војна, а првата фаза е завршена во 1947 година, кога објектот бил свечено отворен. Во почетокот имал едноставен изглед со неколку трибини и ограничен капацитет, но со текот на времето постојано се надградувал и проширувал. Стадионот бил познат како градски стадион Скопје и служел како главно место за одржување на сите важни фудбалски надпревари во тогашната Народна република Македонија како дел од поранешна Југославија. Во текот на 1970-тите години и 1980-тите години се изведувале повеќе реконструкции со кои се зголемил капацитетот и се подобриле условите за играчи и гледачи. Стадионот бил сведок на многу легендарни надпревари, дербија и спортски случувања кои се врежани во сеќавањето на генерации и навивачи.